Добро утро ви посакувам, убаво дружење, убав почеток на денот, среќна среда и што повеќе насмевки, а што помалку грижи во денот кој току-што го отпочнавме. Денеска е 25 јануари, 25-тиот ден во годината и денеска православните христијани го чествуваат празникот Света великомаченица Татјана. Затоа сакам на самиот почеток да им го честитам именденот на сите Тањи, на сите Татјани, на секаде ширум светото, воедно и да честитам секаде каде што денеска се прославува семејната слава. Ајде збор-два за овај убав и голем празник. Света Татјана потекнувала од видно римско семејство. Татко и 3 пати бил префект на Рим, уште од младоста била длабоко проникната од Христовата вера, а подоцна била посветена за ѓаконица. Како христијанка била забележана од римските власти, затворена и мачена. После измачувањето била фрлена на лавовите, но тие се умилкувале околу неа, како во времето кога животните живееле во мир со Адама. Најпосле и ја одсекле главата. Света Татјана пострада за Христа во 3-тиот век. Ете, тоа се едни убави информации, вести од верскиот календар. Додека пак од рубриката на денешен ден има доста занимливости поврзани со 25 јануари, но ние ова утро ќе издвоиме единствено само една. На денешен ден во 1981 година во Прилеп се роди најголемата музичка звезда на нашето македонско небо, која што и после 16 години од неговата трагична несреќа, кога тој загина во една навистина точно во овие мигови околу 6 часот и 20 на минути во близината на Нова Градишка, се уште се чувствува таа колективна тага и се уште е толку присутно неговото отсуство. Музичката кариера тоше ја започна со настапот на Мелфест во 1997 година. Патот кон звездите му го отворија песните "Пушти ме", "Остани до крај". Тој бил представник и на Евровизија за Македонија во 2004 година во Истанбул, Турција и го освои 14-тото место. Во 2004 година Проески бил именуван за регионален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ. По тој повод ја издаде и песната "За овој свет". Ги објави албумите "Синот Божји", "Некаде во ноќта", "Ако ме погледнеш во очи", "Ден за нас", "По тебе", "Божилак", "Игри без граници". Сингловите од албумот "По тебе" по неколку месеци се наоѓаа на највисоките места на музичките топ листи во регионот Хрватска, Македонија, Србија, Црна Гора, Словенија и Босна и Херцеговина. Неговото издание "Божилак" е компилација од 14 избрани традиционални македонски песни, објавени се и DVD изданија на негови концерти од 2004 и 2006, а негови најпознати хитови се "Усни на усни", "Соба за тага", "Ако ме погледнеш во очи", "Тајно моја", "Немаш ни благодарам", "Срцето не е камен", "Кој ли ти гризе образи" и други. Тоше ги привршувал студиите на Музичката академија во Скопје и работел на музичката кариера во светски рамки. Последниот концерт во Македонија го одржа на 5 октомври на градскиот стадион во Скопје. Концертот беше хуманитарен и наменет за обнова на основните училишта во земјава. Тоше Проески загина на 16 октомври 2007 година во сообраќај на несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. Постхумно, владата на Република Македонија го прогласи за заслужен граѓанин на државата, а во Крушево во негова чест се изгради меморијален центар што го носи неговото име. Нека му е вечна слава. Му благодариме за сите песни што ни ги остави и навистина таа колективна тага која барем на кратко ги сплоти сите националности, сите вери, сите возрасти, сите луѓе со различни ставови бевме едно во таа голема болка и празнина која што чинам дека македонскиот народ низ историјата никогаш досега ја немаше доживеано. Збор-два би кажала ова утро и за прогнозата. Денеска имаме повторно облачно време. Попладне во западните и југозападните делови ќе има врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места и снег. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец, а во Скопје е претежно облачно. Во Скопје и регионот температурите се движат помеѓу 3-тиот и 6-тиот степен, додека западно од -4 до 0, а југоисточно од +4 до +8 степени, вообичаено доста потопло во југоисточниот дел.
Тука некаде би ви кажала и по некој збор за сето она што денеска ќе имате можност да го следите. Чинам дека најмногу ве интересираат темите кои што ќе следуваат после 7 часот, а ним им претходат првите флеш вести, вкусот на традицијата и првата тема која гласи: Македонија дефинитивно тоне длабоко во политичка криза, а единствен избор се предвремените избори. После вклучувањето во автомото Сојузот околу 7:35 часот имаме повторно отварање на втората тема која што е поврзана со состојбата со нашите соседи. Власта ќе воведува обвинител за вистина кој ќе лови дали македонците кажуваат или пишуваат лошо за бугарите. После вестите во 8:30 имаме повторно информации кои што денеска се во чест на Тоше Проески и се она што денеска ќе се случува во неговиот град во Крушево, Балканскиот Ерусалим. Потоа имаме еден убав разговор кој што го направи колешката Ивана заедно со Александар Прокопиев, поет, есеист и прозаист. Допирот на човек и човек со книга може да пружи можност за длабоко доживување. И наша гостинка преку видео мост денеска ќе биде единствениот психолог Марија Чапе, која што е сертифицирана за една многу интересна техника, ЕФТ техника, со која што можете сами да си пружите само помош во случај на голем паничен напад или анксиозен напад, така да во живо ние и вас ќе ве повикаме и заеднички во пракса ќе спроведеме една вежба како да се справите во случај на анксиозен напад и да излезете цели од таа ситуација. Останете со нас, следуваат првите утрински флеш вести. Часот и 37 минути, денот се буди, веќе се е придвижено по градските коловози. Можам само да предпоставам токму во овој дел од утрото колку е голема фреквентноста и колку се големи гужвите по големите сообраќајници, така да потрудете се да најдете некој шорткат, некој скратен пат или некој посигурен пат како без многу стрес да стигнете до саканата дестинација или можеби до вашето работно место. Вистинско време е ние да се вклучиме кај пријателите во автомото Сојузот кои што токму ќе не информираат каква е состојбата на патиштата, на сообраќајниците и сето на кое што го донесе денешното 25 јануарско утро. На линија го имаме Мартин Митевски. Добро утро. Добро утро. Посакувам убав ден и ајде да ги чуеме најновите информации од вашиот сервисен центар. Ви благодарам. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози. Намалена видливост поради магла до 80 метри има на планинскиот превој Ѓавата. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен, додека на граничните премини од македонската страна нема подлоги задржување за влици и за содржавата. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата. Особено на патиштата низ котлините, речите, долини и клисурите, като што има можност за појава од одорен. Ова посебно се однесува за делниците: Ветланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчо. За повеќе вакви информации може да не добиете на телефонските броеви 155 55 за информации и 196 за помош на пат. На тие што патувате им посекуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Многу пријатен работен ден и вам и на останатите колеги. Се разбира и среќен пат на сите кои веќе се на пат. Имаме уште една вест, имаме еден апел за помош. Знаете дека секогаш се трудиме онолку колку што можеме да бидеме корисни. Апел за помош на Лидија Ристевска, која што боледува од прогресивна мултиплекс склероза. Знаете веќе дека подолго време го објавуваме овој апел. На Лидија итно и е неопходна операција која треба да се изврши во болница во Белград, а чини 14.000 евра. Еве, можете точно да погледнете на кој начин можете и вие, ги имате и жиросметките на кои што можете и вие да помогнете, така да го спасиме животот на Лидија и да ја дадеме шанса за уште еден нов животен рестарт. Наред е и прилогот кој што ќе отвори втората тема за ова утро, прилогот на колешката Викторија Миткова. Власта ќе воведува обвинител за вистина кој ќе лови дали македонците кажуваат или пишуваат против бугарите. Ајде да го погледнеме прилогот.
Полиција на мислите и Министерство за вистина. Македонија во реалноста ќе ја доживее Орвеловата 1984 доколку се остварат најавите на Бујар Османи. Тој се пофали дека ќе биде формиран обвинител кој ќе има само една задача – да лови говор на омраза кон бугарите. Познавачите в чудо не видени, поранишниот обвинител Воислав Димовски смета дека и во овој случај, како и многу пати досега, правото ќе биде жртва на политиката. Ова е дел од фолклорот, ми се чини, на целата таа нивна политичка агенда во која што споредни улоги имаат и председателот и министерот за надворешни. Правото овде е како често, односно можам да речем како постојано е колатерална жртва. Македонија и сега ги има сите институции и закони за справување со говор на омраза и дискриминација од каков било вид. Од тука ваквите најави може да послужат само за заплашување на народот. Постојаните они можности кои што постојат во законот даваат сосема можност за секој кој што се занимава со било каков вид на борба со криминалот или со дискриминациите да може да постапува. Значи, овие се така да речеме сензационалистички изјави кои што немаат своја основа во рамките на праксата правна и така натаму. Инаку постојат разноразни основи на дискриминација, не се само основот на национална припадност, најсоодветно е за ова да реагира народниот правобранител и да реагира јавниот обвинител со тоа што не очекувам да реагира. Специјалниот обвинител, односно полицијата на мисли, Бујар Османи ја најави во интервјуто за бугарската БНТ, тврдејќи дека тоа било дел од протоколот кој беше потпишан лани. Во него, тој повеќе се однесуваше како странски медијатор во спорот помеѓу Софија и Скопје, отколку како министер за надворешни работи на Македонија. Има други чекори кои што ќе бидат превземени од посебен обвинител за говор на омраза, кој што сега го разговараме со обвинителството. Кај народниот правобранител ќе има канцеларија која што ќе се фокусира токму на овие прашања и ќе дава препораки и ќе превземе мерки. Во Министерството за односи со заедниците исто така планираме да има представник од бугарската заедница кој што ќе го следи трендот на говор на омраза. Официјална Софија во повеќе наврати се заканува и сака кривична одговорност за луѓето кои изразуваат револт против секојдневните бугарски провокации и отварањето бугарски клубови со спорни имиња. И 43 продолжуваме понатаму со оглед на тоа дека и втората тема за денеска некако се надоврзува на првата тема со оглед на тоа дека таа горлива тема која кај секој еден добар и чесен македонец кој си ја сака својата земја и по ниједна цена не би ја напуштил или не би земал бугарски паштор за да замине од Македонија, предизвикува голем гнев, незадоволство, разочарување, тага, па и без, така да уште едно предупредување од моја страна да внимавате на риториката, да внимавате на изразите кои што ги употребувате, бидејќи можете да бидете дисквалификувани и да немате повторна шанса да ве вклучиме, бидејќи ние се трудиме да останеме коректни до крај, бидејќи сме медиум кој што крајно сериозно им приоѓа на овие работи, но сакаме да не ги прекршуваме правилата и црвените линии. Дали имаме гледач на линија? Ало? Повелете. Поздрав, Сузана. Благодарам, поздрав и до вас. И првата тема и втората некако ми се поврзани. Така е. Односно политичката криза или амбисот во кој заглавишме не е причина за проблемите. Тоа е сушност последица. Причината е народ или мнозинството на народ. Ние имаме мнозинство на народ, пазите, во очи ви велат, Тито ја создаде Македонија и македонците. Исто што го велат бугарите. Овде ви се јавуваат и викат се што е помаровско е бугарско. Она што го вика Џамбаски и Каракачанов. И овде го вика. Значи, ниједна земја не би била покорена
ако нема петта колона. Јас многу пати на мојот син му викам, знаеш зашто долго Македонија немала држава? Еве, пред очите се причините. Значи, таман некој војвода ќе се јави, одма ќе гргнат на него. Своите, условно речено своите, мада ја знаете она изреката со секирата и шумата. Многу дрва гласале за секирата, мислејќи дека е од дрво, но секирата ја посече цела шума. Тоа на сега ни се случува во оваа северна лудница. Знаете, ние наместо да тргнеме напред, тој што ќе го повлече овој народ напред, ние ќе го отстраниме. Може би ние како народ, како мнозинство народ, не сакаме да одиме напред. Не сакаме да ги решиме проблемите. Тој што ни отвараше фабрики, ние го гонесме. Еве и сега ќе отвориме Министерство за вистина, исто како точно по книга, како што вашиот прилог во Орвеловата држава. Министерство за вистина, кој ќе каже спротивно на Министерството за вистина, ќе бива ликвидиран. Знаете, имаше и филмови на таа тема. Со Кристијан Бел имаше баш таков филм. И сега, тоа пред очи ни се случува. И ние што правиме? Се јавува некој северен чудотворец и ни вика, странците треба да го решат ова. Чекај бе, човек. Ти шо преш? Имаш ли деца или се криеш за твоите деца? Ти ја раниш фамилијата или чекаш друг да ти ја рани? Ама раката што те храни, може таа рака да те изгладни утре. И на крај на кришта, што Македонија направила спротивно на странците? Значи се досега правевме онака како што ни викат странците. И каде сме? Празни училишта, празни села, празни градови, празни души. Бездушни останавме, Сузана. И сега ти не заболуваш да бидеме коректни. И тоа е коректно. Меѓутоа, замисли некој сега јавуваш да ти се јави да ти речи, не, ти не си Сузана, ти си северна Сузана. Не, ти не си Биточевка, ти си Марсовка. И ти биди коректна, немој да му возвратиш. Значи, ова е лудил. Да, вистина сте во право и јас вистина знам колку е тешко да остане човек коректен, кога едноставно до толку многу се обидуваат да не понижат, да не навредат, да не помножат со нула. Јас во мојот живот не сменив ни име, ниту презиме. И навистина сум горда поради тоа што сум турунџиева и секогаш гласно ќе говорам за тоа дека ние сме обврзани како македонци, ние и должиме на оваа земја да го штитиме нејзиниот идентитет, нејзината историја, нејзиниот суверенитет, а и како родител сум должна на моето дете да му обезбедам услови да остане да живее во оваа земја, да биде среќно, да биде реализирано и навистина да ја знае историјата. Се трудам многу колку што можам, се што имам пропуштено во тој поглед да научам, за да ја имаме вистината и да не добиваме привремена амнезија по потреба да бидеме вакви или онакви. Едни сме, тие сме и вредни сме, навистина треба да си ја знаеме сопствената историја. Ајде да го чуеме и следниот гледач. Имаме мал прекин со линијата, јас знам колку е тешко да се добие, но за среќа пак имаме две телефонски линии на кои што најсрекните и најупорните некогаш добиваат редовно, а на некои тоа вистина не им успева. Дали овој пат му се посреќи на некого? Добро утро. Добро утро, повелете. Убав ден. Убав ден и вам да имате. Видите, темата ви е многу убава, само ние граѓаните во Република Македонија да не се напаѓаме државата. Кој вели дека ние немаме држава? Кој вели дека ние немаме историја? Кој вели дека ние немаме мајчин јазик? Па ние си имаме убава држава. Па ние немаме народ кој што се ја гради, кој што ја води ова држава. Немаме парламент. Сите сме превртливи, сите што ќе ги изабереме на власт, се против Македонија. А Македонија е стара држава, бе, знае го и светот, па и Кина ја знае, па ние не ли сме на оваа планета? Зашто срамота збориме дека ние немаме ништо и дека сме дволични, кога сето тоа друг не го наметнува, а ние самите си се критикуваме, немаме држава, овој збори вака, оне збока. Слушай да ви кажам, се имаме. Имаме мајчин јазик, имаме си држава, имаме си историја, имаме си географија. Кој Тито ја создал Македонија?
Па не е Тито создал Македонија, Тито не е создал Југославија. Не е ништо тоа. Него овој народ треба да се дигне и да ги истера овие сите што се овде на власт. Зајко продаде, Заев прави тировски платформи. СДС не се бори за Македонија, верувајте. Кој нема право да живее во Македонија? Ние не го поштуваме македонскиот закон, не ја поштуваме македонски. Немаме влада немаме. Треба сите македонци да се дигнеме и ова да го истераме овој куколь. Знаете што е куколь? Онако во некоја нива, некој пир, кога ќе се насе и не може да го очистиме. Така и овде имаме тие предавници, што ни предават историјата, предават мајчиот јазик, па бугарите нека си седат тамо во нивата држава. Колку бугари има во Македонија? Во Македонија нема 10 човека бугари. Него нашите се прават бугари што се тука родени. И тие ги прават муќите. Се овдева знате што се дешава од државата, се дешава од нашиот народ. Тие сите треба да се дигнеме ние на власт, македонци. Еве сега треба да се предложат предвремени избори, само збориме. Да се дигнеме, да урнеме, да ги турнеме овие што се на власт, да ги нема од тука и пријатно со здравје. Немаме Македонија. Имаме Македонија, имаме држава, имаме јазик, имаме историја, имаме школство. Кој ќе ги менува? Што сега ќе се прави, ќе се менува влада, ќе се менува историја, ќе ги внесеме бугарите во парламент. Ајде да ги внесеме ние македонците во Бугарија, во Софија, во парламентот. Да ги внесеме ние таму, па да видиме кој повечко ќе има. Дали повечко македонци ќе има во Бугарија или повечко бугари ќе има во Македонија? Ти благодарам за јавувањето. Говорите ајде да направиме ова, ајде да направиме ова, ајде да се собереме, ајде да направиме, но за жал чинам дека вакви какви што сме и во овој состав во кој остануваме, бидејќи за една деценија, можеби и помалку од една деценија, Македонија ќе остане земја на стари лица ако продолжиме со овој тренд да ни се случуваат некои работи, така да ќе останеме само исплашена, уценета, понижена и рамнодушна Република Македонија. Ете такви ќе останеме за жал велам, затоа што навистина младите ни заминуваат, остануваат само луѓе 60 плюс во земјава, пензионери, безпомошни лица, социјални случаи и луѓе кои што навистина сакаат да можат да сторат нешто, но едноставно не им е во прилог. Дај Боже да грешам и дај Боже да се случи некаков пресврт, дај Боже овој народ вистински да се разбуди од една зачмаеност, од една рамнодушност и од една летаргија во која сме прилично долго време, па да навистина направиме нешто добро за оваа земја, да има луѓе кои што ќе го поведат овој народ, за да може да се врати достоинството на секој еден добар и чесен македонец. Ајде да го чуеме и следниот гледач. Добро утро, Сузе. Добро утро, колку е убаво. Овде Баба Роска од село Орман. Браво, Баба Роска, колку е убаво да ве слушнам. Како сте ми? Рамо само због вас. Така треба, со нас заедно се будите, така. Така. Па до кога, мори Сузе, со вие бугари ние ќе се расправаме. Едноставно на граница, не ги пушта и крај. Шо е зашто до сега они не правиат тие нивни клубови и едно друго, него сега не начека за Европска унија да не струпират и тука не чекат сега како ловат некако густ. Па нема смисла ова што прават. А мене па највише ме чуди за Европската унија. Дали таа спие или не чуе ова што се дешава во Македонија? Нели они сакаат да бидеме добри со комшиите, со пријателите, со другите држави. А што прави Бугарија со нас, они ќутат? А членка е тамо. Епа, проти Европската унија ни свиде. А сакам да кажем за ове пред мене што рече Македонија, имаме. Имаме, ама некои сака да ни ја земат, сака да ни уништат. Тука е проблемот. А ние спиеме и не знам кога ќе се разбудиме. А плюс пред двајца, тој што кажа, зошто толку ја бране СДСМ, дали нешто виде добро од низ, па ги бране толку многу?
Сега Сузе, малку ќе скочам од темата. Зашто за Заев и Мичев синовите са тепани у нивно тамо продавните што работат? Зашто не јават телевизиите? Што го кријат тоа? За секој кажуват кого тепале, а нив ги кријат. Дај преземете мерки тој да се јаве на јавноста дека на Заев и на Миче братну децата се многу истепани. Сакаме да го чуеме тоа сите. Тоа е малку ван тема, ама мораше да го кажам. Па Сузе, биде ми поздравена да го кажам да оставам место за други. Благодарам, баба Роска. Јас сум сигурна дека колегите од информативната редакција ова го слушна и ќе истражат доколку постои такво нешто и доколку има простор за да се направи историја на таа тема. Ајде да го чуеме следниот гледач. Добро утро, Сузе, добро утро, Алфа, и добро утро на гледачите на Алфа. Да биде добро за сите. Повелете. Ацо Гиновски на телефон. Било ми е. Ја ќе кажам овој предлог што го дава владата е предлог на Али Ахмети. На Али Ахмети не му одговара ова, пошто се говорело, како што он го кажува, против албанците, против бугарите. Јас ќе му кажам од овдека, дека никој не ги мрази албанците, напротив. Еве, јас ќе му дам пример, јас сум 34 години у општина Сарај. Значи, живеам, толку пријатели имам албанци, што до сега не сум чул што се говори и се збори против дуи. Значи, тоа е рейтингот му паѓа. Јас ги почитуваме како граѓани, али не ги почитуваме кодошите, шпиуните што ја продаваат оваа Македонија. Значи, не ги сака, а граѓаните на албанци што се во Република Македонија се лојални и многу добри. И ќе кажам нешто друго, пошто овој закон што се носи е само против македонците, да ги замолчат, али мислам дека нема да ги замолчат. Ние нема да зборуваме против омраза, него ќе действуваме. Мислам дека ќе се действува и со како глувонемите, нека ми простат на изразот тие што се од тој граѓански народ, мислам, што се со инвалидитет, да не бидат злоупотребени. Значи, не треба више зборење, овде е само действување, затоа што толку е потоната Македонија, што не може да излезе надвор. И само со нови избори ќе се промени оваа власт. Ќе ги гони, оваа влада ќе ги гони до промените. А после промените, тие што се во затворите ќе им судат на нив. Значи, со истиот аршин ќе им се суди. И така ќе лежат они во затворот. Затоа што невини се. По 18, по 20, по 15 години ги осудија за тоа што си ја бранат својата држава. Срамно. Они не знам со која свест и каде и како живеа во оваа Република Македонија. Како ги јадат тие пари што ги крадат. Јадат нивните фамилии. А за говор на омраза нема да постои меѓу албанците, него само говор на омраза ќе има затоа што ја уништуваат Македонија. Ви благодарам и све најубаво. И благодарам и вам многу за јавувањето. 7 часот и 58 минути му давам збор и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Сега вака, Сузи. У Бугарија нема Македонија. Значи, бугарски граѓанин нема во Македонија. Од каваде се јавам. Добро, знам. Тие бугари сте фашистичка организација. У кавада си 12 деца тие со бајонетки ги избодија и ги истепаа во улицата. Евреите ги депортираа во Сребреника. За таа фашистичка организација Бугарија. И посхитно влада земје
прекине преговорите со бугарите. И сега, вака да кажам, ја имам потекло од Егейска Македонија. Значи, англо-американската војска бомбардира Егейска Македонија во планината Висој и пошироко. И ќе простера егејците во Полска, во Чешка и пошироко. Значи, ние го поддржаваме овој што беше председател Циро Григоров. Тој кажа, нас е местото во Србија конфедерација да направиме и почна тоа се 15 милиона народ и нас е Европа. Европа ги поддржава овие Бугарија фашистичка организација. И посетно треба ова наша да ја прекине преговорите со бугарите. Че таа Бугарија е фашистичка организација. И сега на 4-ти треба подобро да се размисля за Македонија со кого има работа. Нека дојдат да формират, ако можат, укавадат и културен центар. Само нека покушат, нека дојдат укавадат да организират културен центар. Ево, од кавадат и му порачувам. Нека отпорат укавадат, ако можат, културен центар. Така, ви благодарам многу. Поздрав, убав ден ви посакувам. Ајде да го чуеме и следниот гледач за ова утро. Добро утро. Добро утро. Суза, поздрав од тебе, поздрав до емисијата. Благодарам. И до Талфа, што е за мене најценната телевизија во Македонија. И пошироко. Сега ќе кажам, јас имам друго мислење за разлика од другите. За мене веќе Македонија е завршено, за мене веќе Македонија не постои. Треба да бидеме ќорави кој команда во таа држава, кој е газда. Ајде нека каже еден, каква одлука има донесен нашиот премиер за Македонија? Никаква. Јас не знам дали е Османи премиер или е председател на држава. Значи, ако треба протестна нота да се даде, Османи. Ако треба да се преговара со Бугарија, Османи. Дека е председател на државата, пример. Дека има ојден председател на државата последните години кој тој е председател. Дали во Германија, или Франција, или Америка, никаде нема ојден. Ојде само еден што Србија изглупира се таму пред србите, ако не бил председател ќе напушти државата. Сега ние се тешиме дека ние сме библиска земја. Па дека во Библијата пишува дека сме ние северно македонци. Значи таму пишува македонци, а не северно македонци. И сега за тие, значи државата ќе не гони назад, тие што зборуваме против бугарите. Ај согласам. Ако на пример некој бугари мене ме навредува, ете пример ме чуе деца, фамилија се. Јас мене ме интересира дали треба на него да му кажам фала, да е завдовува државата, или јас сум никој и ништо, не смеам ништо да кажам. Додека гледаме на Фејсбук, бугарите што ни прават. Значи, дали сме ние ќорави или сме најглупав народ на земјината топка. Значи, еден европратерик доаѓа во државата, ни кажува дека сме ние стрбомани, ни кажува дека сме ние титулна држава. И сега ние со широки гради, тие што сме против самите македонци, го оправдуваме. И значи ни кажува, значи османи да не ги навредуваме бугарите. Па кога сме ги ние навредиле? Значи, ни кажува од Бугарија ние да не ги навредуваме. Значи, тие имат право што сакат да говорат. Сега, ајде дека ни каже какви сме ние македонци, дали сме македонци. Значи, не сме македонци. Никој да не се лаже дека сме ние македонци. Ние сме македонци што не постоиме. Ние сме исто како латинскиот јазик. Значи, се знае се дека се зборува, сега да не говорам, во медицина не знам дека. Значи, називе има само тука во Македонија. Ни самите што сме македонци. А на друго место не нема. Ајде дека ми каже некој дали нема во личните документи, во пасош и во лични карти. Како македонец сум јас кога ме нема во лична карта, кога нема во пасош? Значи јас сум веќе изумрен македонец. Ние треба да се разбереме. Ние македонците сме изумрен народ.
како што се во Бугарија, така и во Грција. Значи, назад не сакам да кажа кој. Сами треба да видиме кој на уништи. Прво, самите македонци, друго тие што се на власт. Тие што беа во Тирана, што мисли дека идеја за македонците, идеја чај да пијат таму, значи ние се радуваме идеја во па се гледа зашто идеја, одма се гледа. Значи избори, за избори сме Пајсова, избори нема да има бидејќи. Благодарам, истекоа 3 минути, верувам дека во следната прилика ќе можете да ги докажете сите нешта кои имавте планирано во ова јавување, но затоа му давам предност пак и на следниот гледач кој не чека на другата линија. Повелете. Добро утро. Повелете. Фала Богу, после месец дена вртење да ве добијам. Денеска била среќа. Реплика према и Алфа телевизија и према вие што работите, не само вие и колешните. Не може некој 3 пати да се јавува како е од кавадрата мито пижамата и јас месец дена да не ве добијам. Ама не е за смење работата, за плачење. Тале добива приле кога сака. Мито пижамата кога сака. Милицајето од бутел кога сака. Не од ви. Значи, во емисија треба да биде... А вие не обвинувате дека ние ги вклучуваме или дека им даваме приоритет? Како некој 3 пати се јавува, јас ме зезираме барам... Верувајте дека такво нешто не постои, можете да дојдете да не посетите и да видите дека не е така. Ајде темата, ајде. Ајде на темата. Ние работаме од гасивна 90-та година. Ако е министерот си е доктор, тој може да разбира за бубрек, за колено, за се... Што разбира министерот за надворешни работи? За тоа има школа. За тоа има школа кој се учи за министри за надворешни работи. Меѓу ние сме низведа држава во светот, од 200 држави, каде што агроном може да биде министер по здравство, а лекар да биде агроном. И што лекарот ќе биде агроном, не може да разликува вол од крава. Треба да ја фати за виното да знае дека е крава или да го фати вол за јајто да знае дека е вол. Јас морам да ве исклучам бидејќи користите недолични зборови. Јас такви зборови нема да толерирам, а вие во иднина ќе внимавате како се однесувате и кои зборови ги користите во програма во живо. Му велам добро утро на следниот гледач. Намалете го, ве молам, звукот, за да се чуеме поубаво. Ало. Добро утро. Ало. Добро утро, кој ни се јавува? Слушаме? Се слушаме, така е. Добро утро, Сузен. Добро утро. Ви посакувам убав ден на сите вработени во Алфа телевизија и на цел македонски народ. Исто и вам. Сузен, денеска сум многу тажна и вчера ја гледав емисијата ваша заспе ако можеш. И ќе кажувам јавно дека контактните емисии на Алфа телевизија се најдобри, бидејќи можеме да се искажеме. Верувате ли не, Сузе, гневот што ми е во мене и што сум дете на борци од борашко семејство и е уште поголем и сакам да го изразам на вашата телевизија. Не може господино, што не сакам името да му го спомнам, да кажува дека тој во Бугарија бил исто така немал право во Македонија, демек за школување и за било што и за тоа ги поддржува. Па како не се срамни, бидејќи сега заборавам и го запишав. Вчера заборавив за Гордана Сињановска-Давкова, како се вика за професорката. Еве сега кажувам јавно дека се викаше Гордана Сињановска-Давкова. Како може да кажува господинот Медити, првиот председател на општина Карпош, во 70-тите години мислам дека беше. Човекот е борец, образован, академски граѓанин со факултет. Неговата керка студираше на македонски јазик и говореше репуше. Има прекрасен зет, мој колега Шатко Афим, архитекта, што сме како брака и сестри. Нека не го раскарува македонскиот народ и албанскиот народ, бидејќи албанците, обичните граѓани се граѓани на Македонија. Тие се 300 години, татко ме викаше, не можеш ти да ги останеш да убијат. Нашите албанци се многу добри луѓе. Зашто неговиот татко или мајка не биле образовани, никој не му е крив.
Сега тој треба да оди да оперира, а не да биде министер за надворешни работи. Сузе, не сакам да навредувам никого, тој нема морал. Семејството не си го сака, сопругата не си го сака, а камоли на нас, луѓето. Еве, имав несреќа, скршив ногата. Со срината на Мира Мехмети бевме две македонки и една банка. И вика, Славице, немој да плачеш, јас ке ти извањам, одев се помагало. Ми е прва другарка сега. Ремзија Мехмети, ги поздравувам сите албанци. Тие се добри луѓе и сафли, и туку ние македонците ова сами си го дозволивме. Си го дозволи Љупчо Ѓоргиевски, сега Мицковски, знае, па тој ќе пати како не знам што. Нека сега, на 4-ти, ние 10 на борците и поддржувачи таму ќе бидеме. Нема да го дозволам ова да ми го прават. Пријатно и убав ден и многу сум реvolтирана. Ви верувам и ве разбирам. Навистина ве разбирам и вас и сите останати колку сте револтирани. Посакувам добро здравје и му давам збор на следниот гледач. Повелете. Ало, Бог се јавише овие 2-3 дена. Така Јас ќе говорам сега вака, меѓутоа, после мене не сакам да ме коментира некој. И ако ме коментира мене, ако коментира гледачи, мисля, че ве сматрам и вас како телевизија кои ги поддржавате таквите. Се јавувам со име и презиме. Иако е кривично дело за горење, за да заколо да гонат. Значи, владата на Македонија си ги гори оние што пишуват или говорат против бугарите. Јас против бугарите нити говорам, нити пишувам. Значи, за бугарите, за бугарките тамо не е напишано дали да се говори, да се критикуваат или не. Само за бугарите, за масите вали. Па вака ќе ви кажам јас. Јас кажувам дека Бугарија била фашистичка земја, тоа и фашизмот и ден денеска владе во Бугарија. Како што во Македонија беа фашистички балисти од Албанија и ден денес ги има и владеа со Македонија. Така, овие во Бугарија не се бугари, тие се македонски продадени душички фашисти и ден денеска кој е мразат Македонија, кој сака Македонија да припадне на Бугарија, пола на Бугарија, пола на Албанија. Иначе Македонија престоела библиска земја со вековите. Меѓутоа, 1913 година овој дел беше поделен на Србија. Камо среќа и Живков да ни го врати дело, па да вика това е Живковичичка, таа пининска Живковичичка Македонија или егејска како се каже Мицотаксиска Македонија. Таа камота среќа. Меѓутоа, за време на Тито, за време на Нов добивме слободна територија држава за која денеска се бориме. Не го немате засторници во Македонија, ова што ни се случува се. ДПМН, како што се преходната Љупчо Ѓорѓиевски, бугаринот, СДСМ, сите се продадени душнички нивните поддржаваци. Тие го прават ето тоа за да разбитат ова Македонија. Ако Османи, да го прашаме што не смогна, што не кажа тој да појде во Косово, па да ги утеши родителите на Смилковското издело, кои ги убија балистите децината дека ќе ги спроведе тие терористи од Косово Македонија, ќе ги ублажи некој бол, него ми оди по Бугарија. Значи договорено овој дел да се дели на бугарска фашистичка окупација и балистичка на Албанија. Не албанците, не критикувам бугарите, но критикувам овие злосторници политичарите. Јас сум во Благоја Спиновски и понатака сум против фашизмот, против балистите, против криминалците и браќата ми се и од СДСМ и ДПМН. Најповеќе нив ги критикувам. Иначе ги фалам за време на СФРЈ, живеевме бугарите, не се пишани бугарките иде оде. Ви благодарам за јавувањето. И благодарам многу за јавувањето. Истекоа 3 минути, му давам збор и на следниот гледач. Повелете. Бог се јави. Вистина се јави, повелете. Напомаш денешни светители, замислете, Сузана некој ви командува дека после мене никој не сме да ме критикува, јас сум тој што ви командува во телевизијава, а тој некни цело своје зборување. Јас ве замолувам да не вистина да не си го трошите времето за
коментирајќи ги другите гледачи. Значи тој сега во коментаров него и секојаш кажува продадени душички сите од ВМРО, сите од СДС. Замисли, то не е говор на навреда, говор на омраза. Некој да рече дека ти или тите што гласавме за ВМРО сме продадени душички, ами ние бевме за Македонија и се уште сме за Македонија. А тој што не вика нас продадени душички, до вчера го фалеше Заев и СДС. За нив гласаше и за Љупчо Георгиевски е во ова влада. И Заев, тие се коалиција 8 години. И се како може оно што гласал и до вчера ги фалел оваа власт Љупчо и Заев, СДС, сега да вика дека тој е арен, а јас не чинам. Јас сум за Македонија. Слава ти Господи што ја растори, што допушти поточно самите тие лажни комунисти и југословени да ја растурат СФРЈ на чело со Тито, нели, буржујот, со луксус како на кралица Елизабета, а додека течињата во Прилеп во 3 на берење одевме лист по лист, беревме лист по лист, нижевме, се тепавме за црн леп тутка, а тој одеше на крстарење. Тој го пропадна комунизмот и СФРЈ, не јас, што бев на тутом берење да вадам пари за таа СФРЈ, за тој да се луксузира. Сега, замисли, чудна работа. Зборуваме против бугарскиот фашизам. Пред се би сакал, замолувам, како телевизија, повикате некој психолог или некој наш историчар. Какви се ови од СДС? До вчера беа тешки србомани, големи југословени. Зато ве гласаше, нели, Попов за нив. Оти беа големи југословени. И сега, како тие се трансформира во големи бугарофили? Дури ќе гонат македонци кои ќе ја бранат Македонија од бугарите. Ние како македонци сме цивилизиран народ, библиски народ. Никого не мразим, јас не мразам ни срби, ни грци, ни бугари, ни албанци. Јас се бранам од нивен фашизам. Значи СДС ќе гони македонци кои ја бранат Македонија. Че СДС сега немаме бугарска окупација во Македонија. Окупатори бугарски се СДС, србоманите, титовите. Значи СДС се чипирани за предавници во СФРЈ од Тито и од УДБА, тогаш гонеа македонци кои не беа србомани, сега ќе гонат македонци кои не си бугарофили. Значи СДС, ако не беше СФРЈ, ќе беа македонци. Во СФРЈ ги чипираат за изроди вртикапи. Зато тие сега се вакви. Значи јас говор на омраза правам така, ако сум македонец за Македонија. А ова речи го Пентаровски, викаше Гоце Делчев е бугарин. Заев викаше същи народ, исти со бугарите. Така, благодарам и благодарам и вам за јавувањето. Денеска 8 часот и 17 минути, имаме уште 12 минути до крајот на делот во кој вие го имате главниот збор, затоа да не го трошиме времето. Добро утро! Здраво, здраво! Повелете! Па имаше порано еден филм Брод на учениците. Не знам сега, повеќе не знам коментари, само доволно е бродот што го спомнат на учениците, па јасно ќе ги на што асоцирам, да не тумачам некого и така. Значи, вика владата ќе ги гони македонците, а што ако некој што не е македонец пород пише нешто против овие источниве душмани, што ако он пише нешто? Тоа ќе биде провокација, а нема да смеат да го апсат бидејќи не е македонец. А и како знае владата за процени кој е македонец, кој не е македонец? Кога може да воведат в светот особа 1, особа 2, особа Ш, особа Склјеп, значи кој како се дефинира и доживува. Значи владата може да се гони во аеродром, да се гони во аеродром. Некој кажеш некој друг слот. Значи, као прво, оваа влада не е легитимна. Самите знаете како тој тоа на глас, кој ги намести. А воедно владата само потенцира да ги решаме овие источниве. Значи, јужниот душман можеме комотно да го ословуваме како сакаме, да го вреѓаме како сакаме, западниот душман исто така можеме да го ословуваме како сакаме. Северо-западниот душман исто така можеме да го ословуваме како сакаме, тоа е убајна, значи можам да се изразувам. Али ја највише кеф ми прави
кон оној амбасадорски дел што е на Калет, а и таму ми е најмерак, и оној од другана страна на водно што се наоѓа тој британскиот. Тие највише, а ова Европска унија, тие се гола вода, измечари на тие двојцата што ги спомна претходно. Значи, они се слугите. Не се оние што имаат право да командаат. Ниту им е дозволено да командаат од страна на овие двојца. Значи, ще ги спомнам, американците и британците. И јас имам право сега, бидејќи тука не е потенцирано кого све можам да го вреѓам. Имам право да зборам против американците све што сакам, ради тоа што заслужиле да зборам против нив. Многу ми направи кеф човекот што рече, вика, добро, значи пак се бугарите машки род. Значи можеме и сега за бугарките да збориме. Бугарките си го кажа својата пред 30-40 години, кога бевме ние праерите, и уште сме праери. Бе замолувам да не ги коментираме бугарките, бе замолувам. Не, фрустрациите на овие наши источни комши, сакам да ги кажам. И лешат комплекси, како што си лешеше некој што даваш интервју пред 2 дена, а и кој е ниско. Ова, па вакви ли политичари ние имаме у држава? Благодарам за јавувањето, убав ден ви посакувам, истекоа 3 минути, да останеме коректни, да се обидеме да бидеме коректни до крај и да внимаваме на реториката. Му давам збори на следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Не знам кој е поголем грев. Гад, гордост, невидена. Душманите не македонци или изродите од македонскиот род. Со самостојноста во 30-тина години силно се јавија. Многу злочини направија прават на Македонија. Македонецу, мораш да се разбудиш, да реагираш. Зло тешко да го победиш. Силно неправите да ги казниш. За една за секојаш, бидеш свој на своето. Поинаку постојнето не е постојне. Трудеш ја, што води кон непостојне. Во Македонија ништо не е на своје место. Се е наопаку. Вредното потиснато, невредното на површина. И постојано не гуши дави. Многу глупаво, чудно. Но ете 30 години сме такви. Не знам до кога. Нема будење, освестување. Срамно џубре постоење. Невидено гнасно. Што си ти, бре, македонецу, што дозволуваш секој да те меси, формира, моделира како што му текне? Албанците, преку власта што им е дадена, насилно земена од македонецот, покажуваат само колку се душмени кон Македонија. Македонецу, биди достоинствен, за да немаш душмани. Благодарам. Благодарам многу и вам за јавувањето. Имаме простор некаде за уште 20 гледачи, се до 8 часот и 30 минути. Ајде да го чуеме следниот. Повелете. Добро утро. Дали имаме гледач на една од двете наши линии, кои што се вообичаено жешки? Ало? Повелете, ве слушам. Поздрав, Сузе. Благодарам многу. До вас и до сите кои следат вашата емисија. И јас ќе кажам моето мислење. Никол ќе отпичам. Не можам како прво да осватам овој мој македонски народ, моите браќа, без разлика, македонци, албанци, турци, роми, сите кои живее на оваа држава, колкава омраза постои во нас сите. Како кај едни, така кај други. Треба да сватиме ние дека во времето, спомна некој на Југославија, во времето на Југославија, значи се дружевме, се сакавме и на акции одевме и секаде, сите бевме како да не мајка една родила.
немаше ниту омраза, ниту ништо. Сега, кога партиите се во интерес, значи, на граѓаните, секој гледа навига со својата партија наклонет, без разлика и да работи партијата на штета. Значи, дали седните или другите. Многу викаат дека нема омраза. Омраза постоje, сега претходниот одмак зборува против албанците, господинот Тодохрид. Значи, албанците се овде, живеат со нас како браќа. Тие никогаш не излегле да кажат македонците на телевизија како што ние збориме, нечинат, такви се. Значи, има поединци и таму кои не мразат, нормално, кои виделе лошо за време на војната, исто има поединци и во Македонија, кои шират пропаганда према албанците и омраза и према бугарите. Сега вака, сите знаеме добро дека Бугарија до вчера ние ја раневме. Свесни се и тие. Постојат и таму тие националисти, како што господинот кој кажува јавно дека Македонија е бугарска, може само да ја гледа на слика и на разгледница, затоа што Македонија сега е членка на НАТО, не е држава со граници, од кои цела Европа, значи, ја признава и никој не може ништо повеќе ниту да дели, ниту да чини, ниту да прави. Треба да сватиме ние сите дека треба заеднички, без никаква омраза, да си се помагаме и да живееме. А оние што ќе прават омраза, многу јасно е законом што ќе го носат дали за овде или за надвор, тоа е и овде закон донесен, значи да не смееме против никого да шириме говор на омраза. И јас тоа го почитувам, да се дружиме, да се помагаме. Ако некој не може да понеси, пушти го. Ако некој ве навредува, пример, фрла со камен, вие вратете му со леп, Господе голем гледа, секому плаќа. И сега јас мислам најдоброто нешто за време се на роден денот, кога ќе дојдат бугарите, нека пуштете ги, да ги пуштиме, нека направат чест на нашиот големец Гоце Делчев, македонски револуционер, кој е македонец. Ќе дојдат, како ќе дојдат, така ќе се заминат. Значи, тие ќе покушуваат поединци националисти да провоцираат, ама ние нема да им дозволиме, просто нема да бидеме присутни. Другата ден ќе си направиме ние чест на Гоце Делчев, затоа што е Гоце Делчев македонец и ќе остане. И Европа ќе ги збори ними. Поздрав се негово. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Ајде да го чуеме и последниот гледач во овој дел. Добро утро. Повелете, во програма сте. Добро утро. Повелете. Почитуваем кон вас, Сузе. Благодарам многу. Добар ден е денов, малу студен, ама... Па зима е, јануар месец, така е. Во врска со темата, јас сакам да речем една работа. Секакви избори, без разлика какви да се, дали се предвремени или редовни, се безсмислени ако нема една изборна единица во Македонија. Све друго е безсмислено. Зашто го говорам ова? Заради тоа што другите заедници во Македонија, народи, како да ги наречам, и ги селектираа и си ги избраа својот репрезентативен дел, кој што го штити, ја штити својата популација во Македонија. Додека на нас, македонците, не ни се даде можност да ги избереме своите елитни, способни кадри. Нашите кадри се избрани по партиски линии. И второ, јас сакам да известам некој кој што не зна дека во Бугарија 80% од населението не размислува за Македонија, туку тие се сите просрпски ориентирани. Значи, во Бугарија се просрпски ориентирани, затоа действуваат руските служби и во Бугарија, и во Србија, и во Македонија действуваат руските служби, кои што не така да влезиме во Европа. Инаку да ви кажам право како македонец, бидејќи за други женски од популациите на други народи не сум способен да фатам, шукур што имаше бугарки, иначе жена не ќе виде со... Јас навистина не можам да ве оставам до крај, затоа што не би сакала никако да дозволиме на нашиот медиум да се користат
нешта кои некого можат да го вознемират или пак да го навредат без оглед на тоа што се случува. Ние чувме деновиве и видовме што се бугарскиот европратеник изнакажа за нашата земја Ангел Джамбаски и за жал и на вчерашната седница на која владата, односно председателот Стево Пендаровски предложи да се донесе одлука за забрана на влез на истиот, но за жал владата тоа вчера не го направи и не донесе одлука за влез на истиот во Македонија, но да видиме како денови веќе се одвиваат ситуациите. На самиот крај да резимираме. Алфа телевизија нема приоритет за одредени гледачи, ниту пак има црна листа за други гледачи, како што некој мисли дека едните добиваат секој ден или преку еден ден, а другите не можат да добијат со месеци, значи да немаме заблуди, ова е вистината. Немаме VIP третман кон ниеден од вас, секому, на секој кој што добил му даваме цели 3 минути доколку се држи во рамките на нашите правила и не користи говор на омраза и други недолични изрази. И Алфа телевизија ви е единствениот кај нас медиумски простор на кој што можете да ја говорите вистината, а да не бидете санкционирани или можеби одбиени пред да ве вклучиме, бидејќи таква листа немаме и не верувам дека наскоро ќе имаме. Следуваат вестите во 8 часот и 30 минути, а ние се гледаме подоцна со останатите содржини. Ебе ги проследивме и вестите и рекламите, и како што во последниот дел од вторите, третите, односно утрински вести за денеска веќе најавивме, денеска денот 25 јануари целиот ќе биде во чест на нашата голема музичка легенда Тоше Проевски, нешто што навистина не знам дали повторно ќе ни се случи нам како на македонци, но дефинитивно покрај Тоше светот слушна за Македонија, за македонската песна, за македонските таленти и за големото срце на Тоше, кој што имаш ангелски глас и вистина ангелско срце. Како што најавивме и во вестите, денеска од 9 часот започнува крводарителската акција во чест на Тоше, со почит на неговото вечно почивалиште, ќе има и промоција на уметнички дела и со музичко-сценски настан насловен Ангел си ти. Значи ќе бидат одбележани 42 години од раѓањето на најголемата балканска музичка звезда, на човекот кој што беше воедно голем хуманитарец, човеколюбец, спортист и човек со многу епитети, човек со ангелско срце. Во организација на Црвениот крст во спомен куќата Тодор Проевски ова акција ќе трае од 9 со почеток од 9 часот па се до 16. Агендата е ваква: во 10:30 има посета на вечното почивалиште на Тоше на Гумење, потоа од 11 изложбата на дела на уметницата Марија Бојковска од ликовната школа Тоциновски од Скопје, а во спомен куќата Тодор Проевски ќе биде промовирани и дела од 26-та керамичка колонија од Велес. За 42-тиот роден ден на Тоше ќе бидат промовирани и 42 маички печатени со победнички мотив. Попладнето ќе се одржи сценско-музички настан насловен Ангел си ти. Ќе бидат испеани многу рефрени на Тоше, кои ќе ги изведат Андријана Јанеска и Бојан Стојков во придружба на джез сценарио од Битола, во аранжман на професорот по пијано и диригирање Вангел Мажевски. Верувам дека многу фанови, многу луѓе од регионот, па и од целава земја, верувам и од странство, ќе бидат присутни денеска во Балканскиот Ерусалим, во Крушево, и дека секој на свој начин ќе се потруди да му оддаде почит на ова момче кое што навистина остави кнедла во грлото кај секој еден од нас и после толку многу години навистина побудува една огромна колективна тага за таа загуба која што навистина многу долго се чувствуваше на овие простори. Чинам дека не само луѓето по улиците тие недели и месеци, туку и кучињата беа тажни и со солзи во очите, што беше случај и во Крушево во првите месеци после заминувањето на оној свет на Тоше. Во негова чест еве една музичка numera во целост, една од најубавите, иако е речиси невозможно да се издвои најубава или поубава песна од Тоше, бидејќи секоја една негова испеана песна беше буквално хит. Ние за денеска ја одбравме Никој како тебе не бакнува.
Nemoj oči da mi varaš, za tebe me nema. Ja si ti sve Boga stara, podobro da ne znam kada i sa koji si svega i od ovdje bega. Koga veke ne ti i ovoj život moj ne je bajka bela, što te ima pa te nemam. Baknula, zato si rodena, da prostam se i da zaboravam. Niko i kako tebe ne baknula, zato si rodena. Ne znam da li uspejam da prostam se i da zaboravam. Dajte mi race da vidim race! Sve sakam i ja, sve sakam. Sakam da slušam i tu spor da znam za tebe, kje smiram duša. Ako vidim sam sa sebe, nema baš za nazad. I ovaj život moj ne bajka bela, što te ima. Niko i kako tebe ne baknula, zato si rodena. Ne znam da li uspejam da prostam se i da zaboravam. Niko i kako tebe ne baknula, zato si rodena. Ne znam da li uspejam da prostam se i da zaboravam. Da vidam race! Aj zajedno. Niko i kako tebe ne Niko i kako tebe ne baknuva, zato si rodena. Ne znam da li uspejam da prostam se i da zaboravam. Niko i kako tebe ne baknuva, zato si rodena. Niko i kako tebe ne ne znam da li uspejam da prostam se i da zaboravam. Знам дека и вас цело време додека ја слушавте песната, исто како и мене, ви застана кнедла во грлото, колку и да е оваа музика прекрасна, прекрасно отпеана, побудува една огромна тага и една огромна носталгија за Тоше и после 16 години се чувствува многу силно и многу искрено. Ве сакам сите беше реченицата која Тоше често умееше да ни ја кажува на концертите, на интервјуата, на улица и во секоја пригода каде што имаше луѓе околу него, а речи си никогаш тој не беше сам. Билким ако поживееше уште и да не се случеше таа трагична несреќа, тоа кобно октомвриско утро, можеби вистина ќе научевме да се сакаме сите меѓусебно, да немаме толку голема омраза, разединетост, разнебитеност. Билким ако често ни го велеше тоа, на вистински ќе научевме дека треба да се сакаме и да бидеме сплотени. Но тоа е што е, живеат само песните и сеќавањата за момчето со златно срце. Колешката Ивана направи еден интересен разговор заедно со Александар Прокопиев, поет, есеист и прозаист, кој што всушност ја направи првата сликовница за деца, основоположник на македонскиот постмодернизам, и приказната за деца доби крилја, како што и главниот лик на оваа приказна, Шамичето, добива можност да полета кон остварување на своите соништа. Со Прокопиев, како што реков, разговараше нашата колешка Ивана, а јас ве поканувам заеднички да го проследиме разговорот.
основоположник на македонскиот постмодернизам, есеист, прозаист, поет, човекот кој што имаат научено многу македонски автори, како и многу студенти на факултетот за компаративна книжевност. Особено чест и задоволство ми е токму ова утро да бидам во друштво на Александар Прокопиев, човекот кој што е заслужен за многу награди во неговата дејност, но и за многу дела кои што ги има напишано за македонската книжевност. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Благодарам. Во многу убав амбиент и тоа да кажеме, ние сме во книжарницата на Арсламина и ово е моето прво и многу пријатно искуство токму со тој издавач. Да, господин Прокопиев, танцот на шарените шамичиња е последното дело од вас и тоа навистина многу интересно. Овој пат решивте да создадете нешто нели за најмладите, односно ваша прва сликовница наменета за најмалите, за децата. Како настана оваа соработка и како настана оваа сликовница? Морам да признам дека токму за оваа книга јас бев срекник. Односно се работи за текст напишан пред можеби повеќе од 30 години, кога ја бев татко на мали деца и како нормално е тогаш да човек има побуда една природна да пишува за своите деца. Во тоа време напишав неколку раскази за деца, еден од нив е и овој танцот на шарените шамивчиња. Потоа престанав да пишувам за деца, меѓутоа секогаш сум сакал нешто што е веројатно поврзано и со, ајде да кажеме, и со мојот карактер. Односно, мене жанрот не ме закотвува, сакам игра во пишувањето, го сакам и тој љубопитен детски момент во откривањето на световите. И да си кажам и најискрено ги сакам и децата. И оттаму, мислам, оваа книга е плод на нешто мое, длабоко мое, но благодарение пред се на уредничката на Арсламина, Оливера Кјоврезиновска, која го пронајде овој расказ и ја обликува оваа книга и благодарение на Сања Симонска, што ја запознав пред некој ден, не ја знаев, млада и многу талентирана илустраторка. И кога сите тие работи се склопија, книгата беше готова и ја можев само да се радувам. Какво е чувството, господин Прокопиев, после толку години пишување, читање и работење нели во дејноста на книжевноста, да после толку децении од работа, да токму сега да издадете нешто што е наменето за деца? Мене ми е тоа, она е мала книга, затоа што е, ајде, книвче да кажеме, меѓутоа ми е многу сладка и многу добра, и ме радува како секоја книга, може би дури и повеќе, затоа што е различно од другите. За деца сум пишувал за телевизија, например, кога имаше една серија, се викаше Наше мало. И токму од мене тргна таа серија и првата епизода и ликовите, меѓутоа тоа е телевизија. Сум правил сценарија за анимирани филмови, во која има исто таа детска игра и игра на имагинација. Меѓутоа, овака излезена книга е нешто што навистина ме радува. Многу е добро направена, затоа што и уредничката, и Сања, всушност се вложиле во неа. Оливера го, ајде да кажам, го наместила, го редактирала текстот, така да текстот се извира и се тече на друг начин, освен ако е овака запишан ред по ред. Он е тука расфрлан, оди гори, оде доле. И мислам дека за младите читатели, за децата, ќе биде многу интересно. Од друга страна, Сања го илустрирал исто многу необично, на свој некој свет. Навистина Шамивчето е главен јунак тука и како цртеш, меѓутоа има и други некои работи кои она ги вметнала и тоа ми е особено драго, затоа што веројатно се направил некој спој. Ако ќе се направи спојот, тогаш и авторот, да кажеме, е презадоволен. И не откриете ли на кратко нешто за што е приказната токму во танцот на шарените шамичиња?
приказната не ја откривам затоа што секое дете нека си ја открие приказната, но еве да кажеме во општи црти како еден возрасен би објаснил книгата, се работи за желбата на детето да го открива светот и во тоа откривање да си биде и свое. И откривајќи го светот и пуштајќи се во една авантура, он може да доживее се што. Во овој случај доживува и слава. Но, иако не е поучна, нема оние класични поуки во оваа книга, но шамивчето, односно детето, сваќа дека има некои поважни работи. Значи дека успехот ќе си дое сам по себе, меѓутоа нешто што е многу поважно, тоа е чувството, љубовта и затоа и оваа книга е ставена во тие, значи љубов на прв поглед. Така, во текот на целиот ваш живот, може со право да кажам, пишувате, децени наназад издавате, создавате книги, секако ги поучувате, нели, и младите студенти, додека бевте, нели, предавачи, професор на факултетот за книжевност, но што најмногу вам ве инспирира? Имате ли посебна инспирација кога ви доаѓа да седнете и да пишувате, или едноставно само сите ваши книги издадени во текот на годините се собирани, па секако препишувани, пишувани, па да се издаде една книга? Мислам дека без инспирација не може да се пишува. Сега, како се добива инспирацијата, можам да ви ја откривам со овата стратегија. Мене животот ми е многу инспиративен. Животот ми е инспиративен затоа што е тој богат, разнолик во сите сегменти. Значи, и тажен, и радосен, и со отпори, и со постигања, и со повлекување, и со интроветност, и со дружелюбивост. Животот е толку богат, да за писателот е многу важен да учествува во тој живот. Сега како учествува? Затоа што секоја личност, особено ако ве привлече, многу необична. И постои она што е, ајде да кажеме, фасада на личноста, како што сите луѓе веќе се навикнаа да ги играат тие фасади, но ако се пробие во фасадата, одеднаш се откриваат многу возбудливи приказни. Можам да ви кажам дека голем број од моите прозни сочиненија, раскази, не знам, новели, се напишани токму од тоа, од животните искуства. Не само од моето, туку и од луѓето со кои јас сум бил врзан во животот. И мислам дека тоа е најнеобично, ево, можам да го кажам, иако без никаква суета. Значи, баш кога имав некој разговор во Хрватска, и тие ми кажа, па вие сте необичен човек. Не, ја им реков, вие сте необични, ама немојте да играте на картата на обичност. Оти, ако играте на картата на обичност, вие ќе се стеснете. А ако си се опуштите и сте слободни, вие сигурно ќе станете необични. Да, кога споменавте на Хрватска, читани сте и продавани сте навистина не само на Балканот, туку и во останатите и во други земји секако европски и на друг континент, мислам дека секако се продаваат и се преведуваат вашите книги, но која книга ја сметате за ваш најголем успех? Знам дека е тешко еден автор за своите книги да одвои, но која книга ја сметате за најголем успех, која што била еве надворот од границите на Република Македонија? Епа, навистина е тешко прашање. И сега ми го поставивте така да ја морам пак да се враќам на дури темата на оваа книжка. Значи, која книга е најуспешна или која книга јас ја сметам за најдобра? Која книга вие ја сметате за ваш најголем успех? Овака, од една страна добра е таа книга, затоа што е многу успешна, преведена е повеќе од 15 јазици, тоа е Човечулецот. Тоа е книгата со која ние се сретнавме додека ти беше студент на прва година. А книга која јас ја сакам има постепен успех, напишана е пред Човечулецот, се вика Дзиркашот. Тоа е новела, интимна новела, и таа многу си ја сакам, затоа што ја пишував однатре. Извлеков некои моменти кои може би сум ги криел пред тоа, и одеднаш тие кога излегоа, со големо задоволство и дури некое олеснување ја напишав таа книга. Таа книга иде полека.
за разлика од другите книги во кои човеч улица, која многу секоја година има по 2-3 преводи. Ова иде постепено, но оди. И гледам по реакциите на критиката дека негде сум ги допрел. Значи дека таа моја, ајде да кажеме, отвореност кон себе и воопшто кон животот, успел да допре некои читатели кои се далеко. Така, но споменав, ме знаат сите нели како и предавач и како професор. Можете ли да дадете една критика или како вие гледате сега на младите автори? Дали имаме млади автори кои што можат да го достигнат она кое што го имате достигнато вие, нема да бидам нели скромна во зборовите, вие и останатите луѓе во книжевноста кои што имаат придонесено многу во нашава земја, зборам од вашата генерација. И од мојата и од претходната генерација, ние имаме навистина големи автори. Талентот никогаш не недостасувал кај нас. Најочигледен е оној што е првичен талент, музичкиот талент. Ние сме многу талентирана нација воопшто за создавање. Музика, литература, филм, нашата поезија и нашата проза се многу мокни. Сега, затоа што директно ме прашавте, ке морам директно да ви одговорам. Меѓутоа, патот на еден писател е долготраен пат. Ако се задоволите од моментални успеси, ако станете премногу задоволен со себе и важно ви е како во моментот вие ќе успеете, тогаш користите начини кои не се писателски. Односно, го знаете, користите врски, можности, помалку мислите на себе, а повише мислите колку таа книга ќе оди понатаму. Но тоа се учи со години. Може би и јас, кога сум бил на ваша возраст, а верувам дека е така, сум бил многу нестрплив и желен да, не знам. Во тоа време, сум свирал и рок-н-рол и сум бил прилично бунтовен и желен за успех. Но со години стануваш свесен за својата професија, за својата страст и занает и тогаш и се менува односот кон тоа што е важно. Кои се советите вие кои што им ги давате на младите автори, ако воопшто и бараат нели совети? Јас често станувам и пријател со младите автори од сите генерации, така што често си зборуваме за она што и тие го прават и она што тие го читаат, што е многу важно. Тоа им го давам, она што, ако може да е совет, тоа лично искуство, дека секоја професија, а особено оваа нашава писателска професија е прилично долготрајна и макотрпна професија. И дека во ова забрзано време, пред се заради социјалните мрежи, заради интернетот и заради се, ние сме соочени со таа брзина што баш не оди со пишувањето. Пишувањето не оди во моментот, не оди во, како да кажам, сега, експресно. Оно бара еден друг однос кон него. И може би, во таа смисла, јас може би прв пат имав и употребив прв и мобилен телефон и Фейсбук, сега немам ништо. Зошто? Затоа што, мобилен имам нормално, ама многу старински мобилен. Затоа што сватив дека тоа ми одзема време и еден тип на енергија која го вложувате внатре. Тоа е таа енергија на допагање. Сега овие социјални мрежи пружаат многу можности да се допаднете и ве вовлекува во таа сфера да бидете лајкирани, како се вика. Меѓутоа, времето си оди. И сега вие, ако ја играте таа игра, можете да играте, ајде да кажеме, 1 година. Но ако се продолжи, станувате помалку или повеќе жртва на тоа. Добре, кога сме кај социјалните мрежи, модерното време и новите технологии кои што секојдневно од минута во минута одат напред, кој е вашиот совет, може би, до младите луѓе, како помалце да ги користат сите овие нови технологии кои што на некој начин може би вела дека ни го олеснуваат живењето, но од друга страна стануваме некако заробеници на тие социјални мрежи и на технологијата. Технологијата ќе напредува уште повеќе.
Тоа е јасно, затоа што таа е страшно шармантна и технолошки е супериорна. Но, постојат некои работи кои се незаменливи наспроти таа технологија. Личниот контакт е многу важен. Порано тоа беше низ малските игри, дружења, добро. Заврши тој период. Меѓутоа и сега. И ако би можел нешто да кажам, а да не бидам многу старомоден. Значи, тие допири на човек со човек, на човек со книга, на човек со филм, на човек со било какво доживување, многу ќе ги продлабочат основните човечки потреби. Например, потреба кон љубов. Друго е кога таа љубов се осознава и се гради низ допир и контакт. Мислам, допир на личноста. А друго ако тоа се прави преку екран. Друго ако е страста и поврзаноста со некоја, да кажам, дури некој хоби, се гради ако тоа го правиш, или ако тоа го наблюдуваш и го лајкуваш. Тоа е најважно. Значи, да не се загуби непосредноста на доживувањето. Оти тоа може после да пружи многу можности за се. И за подлабоко доживување, и за љубов, и за поврзаност со нешто. Овака работите многу се шармантни, ама толку се брзи што остануваат на површина. Господин Прокопиев, навистина се надевам дека ќе придонесете со вашите совети, барем колку толку младите да се отргнат од сите социјални мрежи и технологии барем на неколку часа од денот. Ви благодарам на одвоеното време и што ја прифативте нашата понуда да бидете дел од Добро утро секое утро и да ги споделите секако сите овие инспиративни совети од ваша страна заедно за гледачите на Алфа телевизија. Ви благодарам многу и се надевам дека нашата следна средба нема да биде после 11 години. И тоа е, значи и телевизиите имаат се уште со своите културни програми многу важно влијание. Сега тука технолошки тоа треба да се исто со креативни моменти уште повеќе се направи ефикасно и да допре до публиката. Но телевизиите се уште се многу важни, особено во полето на културата. Благодарам уште еднаш. Девет часот и 7 минути и вистинско време за нашите гости. Овој пат е гостинка и правиме видео мост, како што ви кажав. На почетокот во Битола на линија ја имаме Марија Чапе, кај нас единствениот лиценциран терапевт за емоционална фокусирана терапија или ЕФТ попопуларно во светот. Кај нас Марија, добро утро и среќна среда ти посакувам. Добро утро. Драго ми е што ме повикавте, апсолутно ми е уживање, ваква енергија. Така, мене ми е особено драго што во овие последни, да кажам, минути, а последните минути кај нас се околу 25 минути во нашето утринско дружење, ќе говориме за нашето психолошко здравје, за нашата енергија, за она како да се зачуваме себе си во моментите кога се распаѓа, во моментите кога добиваме панични, анксиозни напади и многу други несакани ситуации. Ти се сертифицираше и си првата во нашава земја која што се стекна со лиценца за ЕФТ терапија. Што е ЕФТ, Марија? Па вака, прво бих додала дека тоа што се распаѓаме ми е една добра страна, затоа што ни овозможува потоа да се пронајдеме повторно. Так, токму склопувањето. ЕФТ ни представува една емоционално фокусирана терапија која што всушност ни помага, најпросто кажано, да комуницираме со нашата душа, со универзумот внатре во нас. Во суштина ЕФТ е дел од енергетската психологија, на тој начин, на таа област е насочена и представува комуникација со сите наши внатрешни органи, каде што ние ги складираме тие емоции и несвесно често пати знаат да бидат заробени во нашиот енергетски систем, бидејќи ние храната ја исфрламе по природен пат, меѓутоа емоциите остануваат некако заробени како во кафес.
Оттаму и името на моето психолошко советувалиште Клуч, затоа што викам, ако сте заробени во кафес, ние го имаме клучот. Така е. Така. Емоционално фокусираната терапија преку конкретни точки на нервните завршетоци кои што се поврзани со сите наши органи во нашиот енергетски систем, ни помага да му дадеме информација каде нешто не боли, каде нешто е заробено, што е тоа што внатре не мачи. Често слушаме психосоматски болести. Па токму тие психосоматски болести се болести на неисчистени енергетски блокади. ЕПА-ефата ни ја дава моќта во нашите раце, во нашите прсти, за во суштина ние да дојдеме до можност да ги ослободиме и да му дадеме проток на енергијата во нашиот систем. Одлично. За какви се тематики и за какви возрасти е наменета ова терапија? Па би рекла дека ефата е сериозно широк спектар значи на употреба, затоа што навистина може да се употребува од анксиозност, одредени депресивни состојби, партнерски односи, може да се употребува постпородилна депресија, мајчинството го вклучува, може да се работи за секоја возрастна група, затоа што дури може да ја работат и мали деца, нели бебињата кога ги држиме често пати ги тапкаме по грбот, и всушност тоа е активирање на одреден енергетски систем и проток. И на тој начин може да го работат дури и мајките за децата. Од таа причина велам дека може да се работи за секоја возрастна група и апсолутно за секоја тематика. Најмногу се врзува за траумите кои што неминовно сите ги носиме со текот на нашето растење, а потекнуваат од нашето детство и се складирани негде во подсвеста и не подкопуваат секогаш кога недоволно ќе ги изработиме. Така. Го спомена тапкањето на малите бебиња кое ние мајките спонтано сме го правеле затоа што во моменти кога се си исцрпел, се си пробал, ајде ќе му пеам, ајде ќе му шепкам, ајде ќе го галам, ајде ќе го нахранам, но тоа не се смирува. Тапкањето, чудна работа, често пати несвесно ни доаѓало да го примениме затоа што е веројатно нешто што итекако смирува и итекако има исцелителна моќ и заради тоа и вие користите во оваа техника која ти ја спомена, вие имате еден термин тапфирмација. Што значи тапфирмација? Епа токму тапфирмацијата потекнува од тапкање. Тоа е во суштина допир. Допир со кој што ги активираме тие точки кои се наоѓаат на нашето лице и тело. И тие се конкретни точки поврзани со конкретни органи. Тоа на клиентот, например, апсолутно не треба да му има некакво влијание и значење која точка со кој орган, доволно е да се помине тој цел процес на тапфирмирање, а тапфирмација во суштина е спој од тапкање и допир и афирмација. Афирмација представува позитивна реченица или информација која што ние сакаме да ја пренесиме на нашиот орган. Пример, чувствувам болка во желудникот. И спрема одредените точки, јас му давам информација каде ме боли, како сакам да ја ослободам таа болка и што сакам да чувствувам. Имаме три фази. Прво имаме детектирање, ослободување, па креирање. И на тој начин преку таа тапфирмација внесуваме пожелна информација. Така, бидејќи јас сум една од оние кои што редовно те следат на Инстаграм, Zero Limits, така некако се викаше твојот профил, да? Да. И често пати ги анализирам тие твои супер видеа кои што ги правиш одлично и покажуваш техники за да си пружиме ние само помош. Дали ќе бидам во право ако констатирам дека многу е клучно дишењето додека ние се тапкаме и додека ние ги правиме тие вежби? Да, многу е поважно издишувањето отколку вдишувањето. Во суштина треба повеќе да обрнеме внимание на она што го вадиме од енергетскиот систем, она што го ослободуваме, отколку она што го внесуваме. Значи тука имаме намалување на тензијата во организмот. Токму на Zero Limits Psychologist или твој психолог, на тој профил јас работам и таму ги објавувам многу често неповрзани точки, меѓутоа многу важно поврзани афирмации со точките, затоа што сметам дека секој кој го започнува овој процес, прво би требало да го започне и најдобро е со практичар, за да може да добие една основа, бидејќи јас како практичар секогаш давам инструкции за тоа како да си само помогне клиентот измеѓу тие наши средби. Никогаш не го оставам тоа само на нашата комуникација и после да се снаоѓа самиот со себе. Секако дека треба да биде добро подкован, за да може и да добие во правилна насока на вистински начин помош.
Така, одлично. Ние ќе се тапкаме и ќе дишеме на крајот на разговорот, бидејќи практично ќе им покажеме на гледачите како да се потрудат да си пружат само помош во екстремно лоши ситуации, кога сме изложени на преголем стрес, на панични, анксиозни напади, а во ова навистина сурово и стресно секојдневие кое станува се постресно секојдневно, ние често пати влегуваме во едни такви состојби, па дури и во сообраќај, и во хаос, кога сме заглавени, не знаеме како да си помогнеме, да знаеме како да дишиме, што да направиме и за неколку секунди да ја промениме и да ја смириме топката, така нели? Кажи ми нешто повеќе за твоето образование. Рековме дека си првата единствена, чинам се уште што ја има оваа лиценца за ова практика. Каде се образуваше, каде се едуцираше, квалификуваше? Прво започнав нормално со додипломски студии на факултетот филозофски за смерот психологија во Скопје и потоа некако самите животни предизвици ме однесоа во учење, америчко учење тоа, кое што го доведи моето име, Zero Limits, тоа е враќање во нулта фаза, односно Zero Limits е враќање во она фаза со која што ние сите се раѓаме, а тоа е фазата на чиста љубов. Фабричка подесеност, така. Така, да пробаме да доприме до тоа. И потоа веќе самите тие емотивни предизвици, затоа што некако за мене емоционалната интелигенција и онај момент на емоциите во нас го сметам за врв на човештвото, односно на духовниот дел од човекот. И така дојдов до Белград, дојдов до мојата инструкторка Сања Ивановиќ. Тоа е школа која што е од Лондон, а веќе самото ЕФТ датира многу одамна, уште од Гери Крейг. Тоа е негде, не знам точно меѓу која година точно. И тој го започнал сето тоа учење заради некои лични потреби. И во суштина веќе кога стигнав до таков повик, мојата сестра многу добро ми ги пронаоѓа сите тие патишта како да стигнам до потребните едукации за мене. Ние сме така интересно поврзани. И дојдов до сознание за оваа техника и сватив дека ова е токму тоа што ми треба, затоа што јас сум голем верник во Бог, религија, универзум, сила на енергија. И во суштина точките кои што ја вклучуваат оваа ефата техника се точки преку кои ние се крстиме. Многу е важно, често го добивам ова прашање, да знаат сите гледачи дека нема потреба во ефата техниката да верувате. Дури и кога не верувате, таа ја обавува својата функција. И така моето учење ме доведе мене во суштина до клучот за мојата заробена душа и кога видов како е да е отклучена, тогаш веќе и посакав сето тоа да можам и да го споделам со светот. На некој начин ова мое учење излегува од класичната психологија и длабоко влегува во душата и во суштина ги отвара тие врати на духовната или енергетската психологија. Многу сум среќна и многу се радувам што за прв пат за оваа работа прозборуваме не само во Македонија, туку и на Алфа телевизија и што токму денеска ја имаме како гостинка единствената практичарка за оваа ефата техника. Какви услуги нуди Zero Limits, кажи ми? Па вака, јас ги работам секако и класичните индивидуални сеанси кои што подразбираат разговор со психолог, иако ги работам на малку некласичен начин, затоа што сакам самите клиенти кои што ќе дојдат и ќе се осмелат да споделат за сето тоа што ги мачи, да добијат и некои насоки за самопомош и во таа практика, значи техники, домашни или вежби. Работам индивидуални ефата третмани, работам групни, работам со мајки. Апсолутно, значи имам опфатено области кои што сметам дека се многу актуелни во денешницата и поради тоа што не можам толку да го постигнам целиот обем на работа, нормално, благодарение на сите мои клиенти кои што ми ја укажаа нивната доверба, осмислив и обука и прирачни кои што сериозно можат да придонесат и да помогнат на широкиот аудиториум, достапни се низ целиот свет и навистина може да доведат до добра основа за да може да се навлезе во процесот на личниот развој, затоа што личниот развој, како што им кажувам на моите клиенти, апсолутно не треба да барате лесен начин, треба да барате вистински начин. Така е. Не е работа да биде лесно, треба да биде трајно. Така е, така е. За анксиозност се почесто слушаме последниве години, иако може би таа постоела како појава, како состојба, како нарушување во нашето секојдневие од многу одамна, но може би не е било толку нагласено присуството. Чинам дека во овие услови на навистина отежнати околности, осамени луѓе, овие паметни телефони кои што ги отугија луѓето, им ги ограничија социјалните контакти, донесоа се повеќе анксиозност помеѓу нас, луѓето.
Како ова ЕФТ техника помага при случај на анксиозност? Да, анксиозноста за жал е нешто што често се спомнува во негативна конотација. Јас би рекла дека анксиозноста е прилично добар пријател за сите нас, затоа што ни дава аларм дека предуго сме биле во нешто што не сме го сакале или сме правеле нешто што не сме сакале, така да анксиозноста ни помага да излеземе од тој магичен круг и едноставно немаме избор, не тира на решение. Токму ЕФТ техниката многу помага за анксиозноста на тој начин што не учи да разбереме каква порака ни носи анксиозноста, зашто воопшто се појавува и што е она што ние треба да го средиме во нас, за не да средиме анксиозноста, туку да се средиме внатре себе, во онај делот на душата, во онај делот на емоциите и таа заробеност која што постојано тлее во нас, и тогаш, во суштина со помош на активирање на тие точки информации, ние доаѓаме до ослободување. А кога ќе дојдеме до ослободување, нели, ослободен ум најдобро размислува. Така е. Дојдовме некако и до точките. Повторно спомена пред малку и многу ме заинтригира дека тука има едни посебни точки на нашето тело во предниот дел каде што треба да знаеме да се вградиме. Ајде нешто повеќе околу овие ЕФТ точки и полека да пристапиме кон практичниот дел да ја направиме вежбава. Јас ќе се обидам вака да бидам добра ученичка. Апсолутно не се сомневам во тебе. Значи, точките сите имаат некое значење. Јас би ја издвоила како главна точката која што ни се наоѓа на периферниот дел од дланката. Така. Во суштина точка каде што ние сите си ја допираме едни со други кога се ракуваме. Таа точка е клучна за спријателување со проблемот. И тоа ми е баш добро метафорички објаснато, затоа што кога се спријателуваме со проблемот, веќе не е проблем. Веќе го гледаме како решение. Половина е решен, така. Така. И тука би ја ставила таа карате точка, така и се нарекува. Таа е, значи, една од поважните точки, на која што ја запечнуваме самата афирмација и самиот процес на афирмирање, односно делот каде што ние го прифаќаме и нашиот проблем и себе заедно со проблемот. Да. Така. И сега можеме да дишеме, ќе ми покажеш како треба да дишеме и како да ја направиме вежбава во случајов да речеме дека јас имам потреба да се смирам, да си пружам само помош и како треба да дишам, како треба да издишувам додека тапкам. Да, значи, прво е убаво да е исправено телото, секогаш нозете да ни се допираат на подот, за да имаме правилен проток на енергија, односно сето тоа што го исфрламе да излегува и да се поврзува со земјата. Процесот на дишење многу повеќе се постигнува со затворени очи, нормално сега во ред можеш да ме гледаш, меѓутоа сите кои веќе ти ги научат точките можат да ги затвораат очите. Процесот на дишење 3-4 секунди вдишување и издишување преку нос, подолго од вдишувањето, додека го испразниме стомакот. Во суштина издишуваме. Нашата цел е да го ослободиме телото. На карате точка ги поставуваме, можеме да афирмираме на било која од двете раце, апсолутно нема погрешно афирмирање, не постојат погрешни точки и не постои нешто што може на било кој начин да наштети, бидејќи ЕФТ е целосно безбедна техника која што може да ја употребува секој. Благо ја допираме, значи ЕФТ точката, која што е на карате, делот од раката, и изговараме соодветна афирмација. Например, иако се чувствувам анксиозно и вознемирено, и издишуваме. Како да губам контрола врз себе, јас сега бирам да ги прифатам сите овие емоции и што како што се сакам и прифаќам себе. Клиентот секогаш, додека јас кажувам, правам пауза и потоа повторува по мене за да ја пренесе својата информација на својот енергетски систем. И потоа имаме точките подклучните коски, во мекиот дел, подклучните коски го работиме ослободувањето. Што ако анксиозноста е мојот патоказ? Може би сега анксиозноста ме учи како да бидам смирена и издишуваме. Што ако сега имам можност да го употребам клучот во мои раце и да се ослободам од кафезот? Издишуваме. Всушност, после секоја реченица ја вадиме тежината која што имаме складирана. Може би е во реч што се чувствувам вака, може би можам да си дозволам, да си дадам слобода, да живеам среќен живот. Подготвена сум да бидам слободна и верувам дека заслужувам. Издишуваме.
Тоа го правиме со затворени очи, благо тапкање на овие две точки и ги кажуваме, дури може да се кажуваат апсолутно сите емоции кои што во моментот ги чувствува секој клиент во прво лице и сегашно време. И издишуваме. Го смируваме енергетскиот систем. Ова ќе го пробаш во околности во кои што ќе можеш да затвориш очи и да ги кажеш своите реченици. Затоа напомнав, со ефата практичар апсолутно за почеток е незаменливо искуство, затоа што така се добива она што е потребно за да може веќе човекот да си помогне себе и за да знае дека го прави тоа на начин на кој што него му е потребно. Така, ајде сега нека ме изнервира некој ако може. Одма ќе ја применам оваа техника и одма ти се јавувам да ти кажам за колку секунди или минути се смирив. Предпоставувам дека и верувам дека ова има навистина огромен успех ако се прави така како што треба, ако се прави со совети, со консултација, со лице кое е сертифицирано, лиценцирано како ти. Верувам дека многу клиенти ќе побараат помош доколку досега не се охрабриле тоа да го сторат, а се соочуваат често пати со ваков вид на напади, немири, стресови и така натаму кои никако да се намалат во ова наше секојдневие, како што спомнав многу пати, туку напротив ни се обременува се повеќе и се повеќе секој ден. Марија, многу ти благодарам што ова утро беше наша гостинка, што за прв пат проговоривме за ова ефата приказка во Македонија и се радувам што имавме можност први да го направиме тоа, штом ќе дојде нашата екипа во Битола и таму на лице место ќе дојдеме во вашиот центар и ќе се потрудиме да направиме нешто уште многу поинтересно на темава, се со цел да имаме посрекни, понасмеани, порастеретени наши луѓе, македонци, кои што па и не македонци ширум светот, бидејќи ти работиш со луѓе онлайн ширум целиот свет, така? Да, секој кој што така слободно може да ми се обрати на мојот профил, јас сум достапна, па и во секое време можам да речам, можам да вратам значи на сите потреби и ќе се потрудам апсолутно да ги обслужам сите кои што се во мојот домен. Многу ви сум благодарна што ме поканивте, знаев дека нема да ми биде доволно времето да се искажам, така да апсолутно ви очекувам да ми дојдете на гости и ќе ми биде драго да си направиме еден баш вистински ефата третман. Да си се ослободиме, затоа што не е секогаш промената почне во. Така е, Марија. Уште еднаш благодарност, поздрав до Битола. Тоа беше Марија Чапе, кај нас првиот единствен сертифициран терапевт за ефата техника. Ќе ја најдете на Instagram Zero Limits и сите вие кои што досега не сте се охрабриле, направете го тоа, бидејќи ќе си подарите навистина една шанса за подобар живот, подобро расположение и да се видите себе си во една многу убава нова верзија, исполнети со љубов, разбирање и се она на кое секој жив човек го заслужува. Тука некаде се одјавуваме, следуваат големите вести во 9 часот и 30 минути, а јас денеска на 25 јануари ќе ве поздравам во знакот на Тоше со неговата легендарна реченица: "Ве сакам сите, останете со Алфа, довидување."